Патувањата на нас, значи каде покрај Грција што ја спомнавте милион за време на летни. Каде најчесто патуваат македонците? Кај патуваат? Во однос на понудите кои вие ги... Европска унија патуваат, значи еве сега од вчера почна зимскиот ред на летање, има 560.000 нови седишта. Знаете што е тоа? Значи 560.000 нови авионски седишта за патување во низ цела Европа. Значи имаме отприлика околу 30 дестинации покриени од Скопје и луѓето си организираат, си прават еден викенд ќе оди во Шведска, другиот викенд си оди во Италија, третиот викенд оди во Франција, во Париз. После тоа сега имаме директно за Мадрид. Значи луѓето индивидуално си шетаат, си прават план, програм каде си шетаат, бидејќи се цените достапни и затоа значи не можеш да ги планираш кој каде патува, значи све е на индивидуален терк и 80% од патувањата се индивидуални. Луѓето сами си букираат преку онлайн, си купуваат авионски карти, си купуваат и како се вика хотел си букираат и си го организираат своето патување. Значи генерално се патува во европските метрополи највише и кај што е поевтино. Поевтини дестинации, таму почесто патуваат. Пример, кај беше летово најинтересно беше Египет. Зашто? Поради цената. Ефтина дестинација, сите таму беше во поголема мера упфатено Египет од страна на туристичките туроператори.